Добро вечер и за вас кои што можеби малку подоцна дојдовте. Ќе продолжиме со она за кое што зборуваме, тоа е темата мачеништво. Како што кажав, можеби не многу популарна тема, не е тема која што се тепаме да, не знам, да читаме или не се посекуваме и не треба, и страдање исто така, ама она што го зборувавме следново, дека тој дел, дека Исусовото страдање и преку тоа Божјото страдање и мачење е всушност неизоставен дел на она што значи Божја наратива. И понатаму видовме во раната црква, значи видовме како во животот на Стефан ова нешто има директна улога, значи не дека Стефан вика Исус се пострада и јас ќе страдам, туку едноставно следејќи го Исус во ние други нешта, во вистината и во милоста, суштински, тој доаѓа во ситуација да стане првиот маченик на црквата. И минатиот пат зборувавме за уште еден можеби најимпозантен пример од раната црква, а тоа е светиот апостол Павле. Значи апостол Павле кој што реално има суштинска улога за сите нас кои што сме христијани од нееврејско потекло. И јас минатиот пат прашав кој помеѓу нас има еврејско потекло и само Сара е таа која што има еврејско потекло. Другите сме сите незнабожци или таетне или гоим, како што ги викаат на еврејски. И тоа е тој апостол Павле кој што во име на носење на евангелието до сите нас, до оваа нееврејска групација, всушност страда и на крајот завршува како маченик во Рим. Денес сакам можеби да пополека ја напуштиме оваа најрана црква и да преминеме во нешто кој што можеби треба да се нарече рано средновековие и двајца браќа од овие краишта. Ќе зборуваме за двајца браќа од овие краишта кои што имаат направено најголема улога, значи еден од најголемите пробиви во историјата на црквата воопшто и особено мисиски исчекори кога станува збор за православна црква се овие двајца браќа од Солун, Свети Кирил и Методий. Свети Кирил и Методий, интересно и до ден денес имаме браќа овде во Македонија кои што може да бидат баш така наречени Кирил и Методий во чест на светите Кирил и Методий, кои што се видите нивната црквена титула е следнава. Тие се рамно апостолни. Што значи дека црквата откако тие заминале од оваа земја препознала дека нивниот потфат е еднаков на апостолскиот потфат. Тие се рамно апостолни. Значи тие имаат исти придонес, имаат исти ранг, се толку многу значени како што беа и апостолите за црквата и нивниот втор дел всушност на таа нивна официјална титула, тие се оние кои што мисионери до словените. Мисионери до словените. И ние мораме да разбереме, значи сакам тоа да го кажам на самиот почеток, значи ние имаме денеска пред нас имаме двајца браќа, двајца христијани кои што се навистина маркантни по својот придонес. Во денешниот словачки устав, мој пријател тоа неодамно ми го кажа, значи во словачкиот устав, во преамбулата, словачкиот народ изразува благодарност до светите браќа Кирил и Методий за описменувањето и носењето, особено носењето на христијанството во Словачка. Во Рим, секоја година на нивниот празник на 24 мај, делегации доаѓаат во црквата во Рим, Свети Климент, да се поклонат таму и да уште еднаш изразат почит, значи уште еднаш сите ние да се сетиме, Македонија праќа своја делегација, не знам, Бугарија, другите словенски народи праќаат делегации, заради тоа што овие двајца браќа суштински го променија изгледот на словенството. Носејќи им го Христа на словените кои што во тоа време барем еден дел или добар дел беа пагани. Беа пагани и не знаеа за Бог, не знаеа за троединиот Бог, за Отецот, за Синот и за Светиот Дух. Ќе ви кажам збор два околу нивната животна сторија. И ќе сакам да фатиме некои елементи, ќе сакам да видиме некои моменти кои што се слични на некои од што ние досега ги дискутираме. Прва работа, нешто што е многу слично на апостол Павле, тие се родени во Солун, ама тие се родени во Солун во една видна фамилија, видна солунска фамилија. Нивниот татко Лав е
всушност војно лице од висок чин, во тоа време значи задолжен за 1000 луѓе. Друнгарио се неговата официјална титула, што значи дека и имаме записи за тоа, значи ако сакате нешто повеќе да читате, а на македонски е достапно, прочитете го на Григори Острогорски, Историјата на Византија. Значи ви кажувам едно дело, Григори Острогорски, Историјата на Византија, во деловите кога зборува за покрстувањето на словените, најголем дел, огромен дел посветува всушност и на Свети Климент, на Свети Кирил и Методи. Нешто што е исто значено за нив да приметиме и особено да го разбереме во контекст на децата наши овде во црквата, дека тие уште од мали нозе се подучувани да во една длабока интелектуална традиција. Значи уште од мали нозе таткото и мајката со нив разговараат, не знам, веројатно читаат книги со нив, потикнуваат една интелектуална љубопитност и таквата нишка ќе видите и понатаму секогаш ќе биде од голема полза каде и да Бог ги праќа овие двајца браќа. Значи секогаш кога се тие во некоја нова мисија, во некој нов контекст, имаме ситуација во која што тие првенствено се повикани и заради ова што верувам дека нивното семејство и веројатно поширок круг, се надам нивната црква, го има вложено во животите на овие двајца луѓе. Свети Кирил и Методи, спомнати се веројатно според некакво, претпоставам, прецепција за заслуга, кој можеби малку позаслужен, инаку Методи е тој кој што е постар од двајцата браќа. Методи е постариот од двајцата браќа, роден е во 815 година, додека неговиот брат Кирил е роден во 826 година. Значи овие се браќа кои што се родиле и најголемиот дел од својот живот го живеат во 9 век. Она што го имаме како записи, како перцепција, Методи е изразито талентиран за проучување на правото, значи за правни науки, за јазици и за администрација. Нешто што навидом ќе кажеме се некакви, не знам, условно секуларни карактеристики или вештини кои што можеби тој ги имал, но всушност кога ќе размислиме и кога ќе видиме како е структурирана оваа цела мисија, ќе видиме дека и како било значено тоа што Методи ги имал овие нешта. Тој уште од мали нозе, и ние знаеме дека има повторно записи толкување дека тие се всушност словени по нивната мајка. Методи е тој кој што од мали нозе совладува поголем број на во тоа време старословенски, значи дијалекти, односно некои наречја, и се истакнува со ваквото знаење и на почетокот на неговата, ако можеме да кажеме, кариера, тој е всушност назначен да биде архон, односно владетел, управител, можеме да го преведеме можеби подобро, на еден од тие словенски региони во Македонија, кои што во тоа време биле под византиско владење. И сега ова сакам да го имаме на ум. Ова е нешто кое што можеби не на таков драматичен начин се случува во животот на Методи, ама имаме иста или слична структура. Значи имаме едно младо момче кое што е многу талентирано, хиперталентирано за повеќе работи, кое што има добро семејство, добро одгледано момче, кое што покажува интелектуална љубопитност, многу млад е веќе, значи ставен на ваква позиција, и тој ни зборуваат изворите, тој во еден момент поднесува оставка на оваа функција и оди и се замонашува. Еден израз од тоа време кој што всушност значи посветување на Бога. Значи човек кој што како Павле, не од истите мотиви, ама човек кој што како Павле одел еден животен пат и во одреден момент, не знаеме како, значи не знаеме под кои околности, доаѓа до заклучок и заради тој заклучок понесува оставка и станува монах. Тој е постариот Методи. И ние знаеме после таа фаза дека тој откако станува монах, по некое време е всушност поставен да биде
оној надледник или игумен на манастирот во кој што тој се замонашил. Значи, повторно предпоставам тие негови дарови на администрација, дарови во правните сегменти, дарови на лингвист кој што ги носи, едноставно препознате од тоа монашко братство на планината Олимп во Витинија, значи не во како се не во Грција. И тука неговиот живот, како да барем во оваа фаза нас не изгледа дека поприма една конечна димензија. Значи он ќе биде веројатно монах и тоа е тоа. Неговиот брат Кирил всушност е пратен како исклучително даровит студент, како исклучително даровит и перспективен млад човек, испратен е во Константинопол и помеѓу другото негови професори, негови наставници се Лав математичарот и Фоти. Значи, кога ние зборуваме за оваа школа каде што оди Кирил, таа така наречена Магнаурска школа, ние треба да имаме еквивалент на денешен, не знам, Харвард или Тюбинген или не знам која школа. Тоа е тоа школа каде што бил Свети Кирил и каде што веднаш бил приметен по исто така една особена, значи тој бил даровит исто така во повеќе подречја како неговиот брат, ама филозофијата и таа аналитика било исто така изразено, многу силно изразено во неговиот живот. И тој после не така долго време е всушност ракоположен за свештеник и му станува прв асистент. Тоа е една многу голема официјална титула, се вика хартофилакс на самиот патриарх. Значи повторно имаме значи и помалиот брат е брат кој што има голема перспектива. Значи во овој момент, односно ако ги земе двајцата браќа, Методи можел да продолжи со своите таленти, право и администрација и јазици, можел многу да напредува во византиската секуларна власт. Екстрем, значи може да се вимне до највисоките почести. Од друга страна, Свети Кирил, ерудит, имал една обезбедена професорска кариера. Тоа е тоа. Учи и е дел од најдобрата школа. Значи, во тоа време мора да разбереме дека во остатокот на Европа нема вакви еквиваленти. Дека ова е сега суштинскиот дел на Европа каде што се промовира образование, каде што реално функционираат нештата. Европа е сега во ова време е во еден хаос заради Западна Европа е во хаос заради внатрешни превирања. И сега имаме ситуација во која што и Кирил изложен на еден ваков живот, значи изложен на еден светкав живот, на еден перспективен живот, повторно не знаеме како. Кога ќе кажам не знаеме како, мислам дека ние се разбираме како деца на 20 и 21 век, ние сме понекогаш, се плашам, обседнати со психоанализа. Ние би сакале да дознаеме повеќе. Ние би сакале да дознаеме како тоа најто што се случило. Сите оние детали на погледнав низ прозорецот и кога до мене допре студениот воздух, си реков овој живот, значи ние немаме такви информации за овие луѓе. Ова е речиси како една еврејска наратива, значи само ни кажува акцентот е на действието, а не на внатрешната состојба на човекот. Значи, и има некој што има такви луксузи да можеби некои дела да пишуваат, ама суштински ова не е таква наратива. Во еден момент, значи, со сите овие нешта, и Кирил одлучува да се замонаши. Предпоставувам, како што било во тоа време, монаштвото било една реакција, еден порив за посветен живот, и тој всушност му се придружува на својот постар брат. На оваа иста планина, значи на Олимп. И веројатно двајцата браќа си викаат, си го најдовме нашиот мир, си го најдовме нашиот спокој. И сега останува да се посветиме на Бога, на молитва и на она од кој што всушност заради кој што ние дојдовме во еден ваков монашки контекст. Ма не поминува многу време и лично императорот ги вика двајцата назад. Свесен за нивните дарби, свесен за тоа што тие го носат, свесен дека може да бидат клучни во неколку мисии кои што во тоа време византискиот двор ги има на ум. 851 година Свети Кирил е
испратен, значи морате да имате на ум дека Свети Кирил е роден 826, значи веќе 851 година, некои 26 години, 27 години, тој е испратен на дипломатска мисија во Самара, во кај муслиманскиот калиф Ал Мутавакил, и додека тој ја врши оваа дипломатска мисија, сведочи за троединиот Бог. И со самото сведочење, и тоа се вери со едно јасно и со едно храбро сведочење за живиот троедин Бог, го навлекува гневот на она аристократија која што е тука околу царот. И тие сака да го отрујат, тој на некој начин дознава или како и да е, бега, се евакуира и така завршува неговата прва мисија. Во 860 година Свети Кирил и Методи повторно се повикани, значи тие пак се враќаат на монашки живот. 860 година тие се повикани на мисија од која што ние до денес ќе ви кажеме како имаме придобивки. Значи ние како македонци денес и словените до денес, мисија до каганатот, значи тоа е една форма на владење на тие централноазиски народи, во овој случај хазарите. Хазарите се интересен народ, тие имаат турско потекло, ама можеби неколку декади до век пред ова, тие како народ го прифаќаат јудаизмот. И за тие се турски е тој, како да кажем, субстрат генетски, а од друга страна она што го имаме е религија на јудаизам. Канот на хазарите испраќа допис, испраќа абер до византискиот двор и бара да му се овозможат, да му се дадат едуцирани луѓе со кои што тој ќе може да разговара за религија. И ова всушност води, значи во 860 година, византискиот цар да каже кои се најдобрите луѓе кои што ние можеме да ги пратиме во мисија. Методи и брат му помалиот Кирил, мораме некако да ги спратиме повторно после овие 9 години. И тие одат таму и зборуваат, сведочат за Бог, за троединиот Бог, и имаат успех. Тоа што знаеме дека одредени слоеви на тоа благородничество помеѓу хазарите се всушност стануваат христијани заради оваа мисија. И за време на оваа мисија Свети Кирил и Методи, морам тоа да ви го кажам, затоа што овие под ова влијание на јудаизмот, хазарите користат и семитска азбука, таму тие за прв пат се среќаваат со буквата Ш. Значи Ш како знаковна, значи не како глас секојаш постоела, ама Ш како буква, тоа се семитските, тоа се еврејските син шин, тоа се две многу слични букви, и кои што подоцна ќе ги употребат во нашата азбука. Значи таа, поверете, можете да седнете го сега. Значи имаме една таква ситуација. И всушност кога тие подоцна ќе видиме, кога тие ќе креираат првата словенска азбука, тие од таму ќе преземат букви кои што се всушност кои што се од помош кога станува збор за представување на словенскиот глас Ш. Затоа што, како што ние знаеме, во старогрчкиот глас Ш и буква Ш нема, така? Значи има еден куп, има доста букви, ама оваа буква Ш нема, не постои. Се извинува? И у новиот, да, и у новиот и во старогрчкиот. Значи ова е, како да ви кажам, ова е повторно една ситуација во која што тие одат и тоа е, значи, вака, денеска кога ќе отиде некој во странство, па луѓето викаат леле, ајде да се слушаме по Skype, значи денеска па тешко е. Во тоа време сценариото било: дојдете, ова емисијата се гледаме, ако не тука на небото, затоа што нема друг начин. Поготово кога зборуваме за еден регион кој што е тука од, значи, Црно море горе северно на кај Грузија, тоа е нешто што човек треба да го направи само по вера и само по вера, значи нема друг начин. Или
ќе отидеш затоа што мораш, или ќе отидеш затоа што веруваш дека Бог те повикува да донесеш христијанство кај некои луѓе. Мислам дека кај Свети Кирил и Методи е всушност ова второто. На враќање тие, значи, после некој време се враќаат и веќе 863, значи запамтете ги овие години. Денеска може би малце повеќе историја, ама мислам дека мораме да знаеме оваа историја затоа што ова е можеби едно од тие најсветли моменти на европската историја. А сигурно најсветл момент на се словенската историја. Ова се тие моменти. И тие имаат суштински христијански корен во себе, тие имаат суштинска христијански двигател. 863-та, верувам на нас познатиот принц Ростислав од Моравија праќа своји посланици во Константинопол и бара да му се пратат мисионери кои што ќе можат да работат помеѓу народот во Моравија. Моравија е отприлика денешна Словачка, значи географски гледано, и бара тие мисионери да бидат луѓе кои што зборуваат словенски јазик, кои што го знаат словенскиот јазик. Зошто го прави овој тоа? Заради следното. Заради тоа што веќе во тоа време во Моравија доаѓаат германски свештеници, франкски, ако сакаме попрецизни да бидеме свештеници, кои што инсистираат на едно нешто. Инсистираат дека прво од Библијата може да се проповеда само на 3 јазика. На еврејски, староеврејски, на грчки и на латински. И тука всушност ова е почеток на контроверза со која што ги се соочат Свети Кирил и Методи, која што е многу слична на онаа контроверза на Стефан, која зборувавме за евреите кои што зборуваат грчки и евреите кои што зборуваат еврејски. Тие јазични бариери кои што беа премостени тогаш и на еден многу брилјантен и практичен начин, но еве ги повторно сега, секогаш како да има некои сегменти во црквата кои што сакаат да ограничат начин на дејствување и начин на израз. И ова барање на Ростислав е всушност прифатено од страна на византискиот император и ние веќе знаеме, значи погодете кој требаше да отиде сега повторно во Моравија и да работи со тие словени и да им го проповеда евангелието на нимен мајчин јазик. Свети Кирил и Методи. Свети Кирил и Методи кои што тука веќе дојде во една нивна природна ситуација, значи тие знаеат словенски, за нас старословенски и можеа веднаш да се вклопат. Имаме записи дека двајцата биле течно говореле словенски јазик, јазикот на македонските словени. Тие веќе почнуваат да развиваат азбука, која што им овозможува нешто што е многу битно, преведување. Прва голема значајна преведувачка активност, преведување на светите евангелија, на дела апостолски, на псалмите и некои други литургиски книги од оригинален, значи грчки на овој словенски, за нас, пак ќе кажам, старословенски јазик. Сега, веднаш тука тие и никош нема да речи се да се извлечат од таков еден момент, тие веднаш се под удар на овие германски свештеници, кои што покрај таа нивна доктрина дека само на 3 јазика, ќе ви поставам едно прашање. Дали знаете од Библијата врз основа на кој текст се вади оваа доктрина дека само на 3 јазика може да се зборува за од крстот, така? Што имаше на крстот? Да, на еврејски, на грчки и на латински. И тоа е еден аргумент од каде што се извлекува цела оваа теологија и покрај оваа теологија овие германски свештеници всушност сакаат да направат следна работа. Значи сакаат латинскиот да го воведат како богослужбен јазик и германската култура како култура која што ќе треба да ги заплисне овие моравски словени. Кирил и Методи се спротивставуваат. Ама ние мораме да знаеме дека Моравија е релативно далеку од оно што значи Византија, од јадрото на Византија и тие буквално сами се борат
со тоа што го имаат, со своето знаење на јазикот, со преведување на книги и со многу битен момент, со подигање на следна генерација на слуги на Евангелието. Против една цела против еден цел систем, против една цела структура која што е и текако моќна, финансиски подкрепена и инсистира на овие две нешта. Се проповеда само на 3 јазика, се зборува само на 3 јазика, богослужби само на 3 јазика и културата треба да биде доминантно германска. Тие некако немаат после некој време разбираат дека пополека како да ја губат битката и разбираат дека за да се разреши овој спор на вистински начин тие ќе мора да разговараат со папата. Кога ние зборуваме за 9 век, ние мора да имаме на ум едно нешто. А тоа е дека папата, односно дека во тоа време, дека во времето пред 1054 година, црквата беше се уште една и немаше поделба на источно православна и на римокатоличка црква. И значи во тој еден контекст на се уште една црква, да нема тука забуна, во контекст на една црква тие, знаејќи дека овие германски свештеници се под директна юрисдикција на папата или барем на таа западна христијанска Европа, одат за да разговараат со папата и всушност да упорно да се борат за едно нешто. Дека секој човек на оваа земја има право да се моли, да слуша, да чита и да биде дел од богослужби на својот мајчин јазик. И ние го црква, ќе кажам две работи во основа. Значи ние го црква не смееме да имаме дилема дали народите во Македонија, било кој народ, дали се тоа власи или срби или албанци кои што се христијани и било кој друг кој што можеби сега не можам да се сетам и да го спомнам во моментот. Значи ние не треба никош да имаме дилема дали ти имаат право на својот мајчин јазик да се молат, на својот мајчин јазик да читаат Библијата, на својот мајчин јазик да имаат богослужби. Се друго според мене само политика, ништо поише. Никој не може нас да ни го одземе правото да на тој мајчин јазик ние му се обратиме на нашиот небесен татко. Не постои такво нешто. Се друго, пак ќе кажам, е само политички работи од кои што црквата никош немала апсолутно никаква корист. И тука морам една корекција да извршам, затоа што многу често, поготово кога разговарате со христијани од западна Европа, тие речиси оваа цела христијанска историја ја читаат вака. Имаше рана црква и таа си беше добра до Константин, се појави едно време Свети Августин, после тоа немаше ништо. Августин е 5 век, крај на 4 почеток на 5, после тоа немаше ништо и се појави Мартин Лутер, значи. Тоа е горе-доле, мислам, мора да бидам искрен, така се чита историјата на христијанството, така многу учебници пишуваат за тоа каква е историјата. Ние мора да разбереме една работа. Па ако треба да земеме пример и да бидеме горди на придобивка, за која што Кирил и Методи се борат од прилика 500 години и повеќе пред Мартин Лутер. Правото Библијата да биде преведена и да биде богослужбено употребувана на мајчин јазик. Че ние да зборуваме за 9 век, Мартин Лутер во 1517 година ги закачува 95 тези и ја започнува реформацијата. И тоа е нешто што апсолутно и беше потребно на Западна Европа, но не, значи првиот реален ваков Никулец, првата реална духовна реформација, некако оној западно европски феномен. Првата реформација на ова многу значајно прашање започна со Свети Кирил и Методи. Упорно инсистираа дека словените заслужуваат Библија на словенски, дека тие заслужуваат богослужбени книги на словенски и дека целата своја мисија всушност до крајот на нивните животи ќе ја посветат само на тоа прашање. И Мартин Лутер го каже исто, значи, да нема забуни. Мартин Лутер беше тој кој што ја преведе Библијата на германски. Ама историски гледано, значи, овие луѓе го прават еден ваков исчекор, верувам потикнати од Бог, од Светиот Дух. Кога исчекор за кој што на Европа ќе треба уште 5-6 века за да воопшто почне да размислува во некои вакви насоки. Ова е големината на овие луѓе. Сега
Они продолжуваат, всушност за време на оваа посета на Рим, Свети Кирил наеднаш се разболува. Се разболува и тоа сериозно се разболува и умира 869 година. Че 826 е роден, 869 починува. 40 и колку години? 3 години. Толку е животниот век, толку е кариерата, толку е всушност времетрењето на оваа земја на Свети Кирил, кој што пред својата смрт всушност беше наречен Константин, и тоа со тој епитет филозоф, заради неговите тие филозофски квалитети. Брат му, постариот, Методи, кој што барем така нас не изгледа веројатно по-интровертен тип, систематичен тип, одново оди во како се вика, одново оди во Моравија во 873 за да разбере дека Ростислав, овој кнез кој што ги повика нив, е всушност свргнат од престолот и дека таму веќе работи се целосно променети. Внукот на Ростислав, Светополк, кој што го прави овој преврат на тронот, се усојузува со германските свештеници и Методи е веднаш приведен, затворен и 3 години, речиси 3 години проведува во затвор. По директна интервенција на папата е ослободен и оди после некој време продолжува со својата преведувачка активност и на 6 април 885 година починува. Овие двајца браќа ги земав денеска како пример за сите нас, како пример за неколку нешта. Прво, пример за едно очигледно и од Христа инспирирано контракултурно размислување. Че тие не се прашуваа првенствено што јас ќе правам со мојата кариера и каде јас ќе одам во мојот живот, туку верувам дека послушни на Бога беа спремни да одат каде што тој ќе им каже. Дали е тоа помеѓу хазарите, значи па ќе кажам тешка една мисија помеѓу муслиманите во Ирак или во овие битки во Моравија во кој што дури од кој што ги испрати нема некоја голема поддршка. Второ нешто кој што сакам да го напоменам е бескомпромисниот момент во кој што тие еднаш кога ја длабоко доживеа и верувам ја беа спремни да бранат вистината за правото да се зборува, да се чита на мајчин јазик Библијата и да се одржуваат богослужби на мајчиниот јазик. Значи тој им станува една нивна христијанска кауза, значи не политичка кауза, христијанска кауза. И тие вака вика. Значи ние ако нашите животи ќе ги оставиме по тие патишта, по затвори, по што и да е, ама ние за вакво нешто мораме да се избориме. И Свети Кирил и Методи покрај оваа нивна активност, нешто што спомнав претходно, беа големи заради еден момент, многу важен момент. Еден мој професор на Regent College во Ванкувер во една прилика ни го кажа следното. За одредено дело да продолжи, значи почнуваме ние одредено дело. Еве ние сме започнале оваа црква и сега ние се прашуваме како нашите деца и нашите внуци и понатаму ќе бидат верни на наш завет, на нашиот повик кон Бога. Овој мој професор вика вака: не постојат други начини освен овие два начини. Да се пишува и да се остават пишани дела, нешто што Кирил и Методи цело време го прават. И второ нешто е да се вложи во новата генерација. Нема друго. Значи некој да се остави спомен, едно сведоштво за тоа, па дури сведоштво дури и преку преведување на Библијата, за оно што е важно. Самата важност е преточена во сите тие часови, денови, години проведени за да се преведат за да се преведе Библијата и другите богослужбени книги, и од друга страна да се вложи во една нова генерација. И кога ќе ги погледнеме вака Свети Кирил и Методи, во тој момент повторно како и ке сите други маченици, не гледаме некој славен крај. Значи не гледаме некои големи фанфари, почести, сите да станат да аплаудираат, големи погреби. Немаме такво нешто. Но што го имаме е следново. Таа нивна
книжевна заоставштина од една страна и друго нешто ги имаме нивните ученици. Го имаме Свети Климент Охридски, кој што не е охриѓенец. Не е ни струженец, ама не е охриѓенец. Значи Свети Климент Охридски, Климент, Наум, Гораст и оваа цела една поголема екипа, од кој што најдобар дел, вклучувајќи Климент и Наум, се всушност моравци. Од Моравија дојдени тука заради прогоните кои што овие германски свештеници заедно со новиот кнез, со Светополк ги вршат. И да не забораваме дека Кирил и Методи, можеби кога ќе го погледнеме нивниот живот, има едно ограничено влијание. Значи ние немаме извештаи како во некои други периоди или во некои други контексти за однаш големи пробудувања, за маса на луѓе кои што доаѓаат при Господ. Тие тоа што направија е следново. Позади себе оставија неколку исклучително квалитетни и посветени ученици кои што беа спремни не да го продолжуваат делото на Свети Кирил и Методи, туку да го продолжуваат делото на Исус Христос преку Свети Кирил и Методи. Тоа е клучен момент. Значи, кога Кирил ги затвараше своите очи, кога заминуваше, кога Методи ги затвараше своите очи, ги склопуваше своите очи и заминуваше, тие верувам дека имаа спокој, гледајќи во една нова генерација која што доаѓа после нив. Кога гледаа Климент и го гледаа Наум, и многу интересно дека Климент и Наум, кога ќе ги видиме по некој свој како да кажам, структура на личност. Климент е тој кој што е можеби екстравертен и кој што сака мисија и кој што инсистира на мисија на образование, додека и затоа верувам не случајно го одбрал Плаушник како место каде што тој ќе ја поттикне понатаму најголемиот бран на мисијски бран во историјата на сите словенски народи. Ние мораме да разбереме дека во тоа време, се ние тоа го нарекуваме Свети Климентов универзитет, тоа не е реално универзитет како што во вистинска смисла на зборот. Ама во таа богословија, која што имала малку повеќе предмети од една класична богословија, тој и неговите соработници веќе трета генерација успеваат, како што знаеме, како што сме учеле по нашите часови по историја, над 3000 свештеници да обучат и да ги благословат во ширењето на Евангелието. Двајца браќа, втора генерација, подигаат втора генерација, некад биле тоа, не знам, 10, можеби 20, некои ги знаеме зашто биле попознати, некои се безимени зашто можеби едноставно не станале толку познати како вие другите, ама веќе имаме двајца, имаме можеби 20 и имаме 3000 веќе во третата генерација. 3000 луѓе кои што биле свештеници, кои што не само што биле, тоа имаме записи, не само што биле обучени да го проповедат Евангелието, туку биле обучени и со практични вештини. Во медицина, во ботаника, значи во земјоделие, имаме некои записи за калемење, за некои други, за други видови на практична помош, нешто што искрено мене ми е фасцинантно, и фасцинантно е заради тоа што да имаш такви големи идеи и такви идеи за една интегриран мисијски пристап. Значи не само да се зборува за духовното или само за некакво помагање физичко, туку да се тоа да интегрира и да се работи на ваков начин, тоа е повеќе од импозантно. И за уште едно нешто морам да им признам, и на Наум и на Климент знаеле да ги одберат најубавите места на Охридското крајбрежје. Значи кога ќе видиме каде е Плаушник и кога ќе видиме каде е манастирот Свети Наум, значи овие монаси не биле тунел, не гледале толку ригидно. Напротив, имале чувство за естетика и верувам дека и те како имале чувство за естетика, особено кога ќе ги видиме едно друго нешто. Значи видете, двајца браќа, 20, 3000 и во тој контекст Русија се покрстува и првите богослужбени книги всушност ги презема од така наречената Охридска скрипторска школа, Охридска препишувачка школа, ракописи кои што се зачувани до ден денес и кои што имаат не само значајни библиски текстови, туку имаат една извонредна орнаментика. Сум имал прилика да ги разгледувам илустрациите кои што мојата мајка знаеше да ги донесе од незина пријателка, познат лингвист и историчар на
на словенската култура. Значи тоа се фасцинантни нешта во кои што за мене барем кој ќе го спојам Плаушник и Светина Ом со овие ракописи, значи и текако една естетска димензија. Имаме 20 браќа, имаме 20 души, имаме 3000 и одеднаш имаме еден цел источно и јужно словенски свет кој што почнува да се обликува според Исус Христос. Ама црквата најде за сходно и црквата никогаш не заборави дека се почна со 20 браќа. 20 браќа чии што животи беа неизвестни. 20 браќа кои што се откажаа од земските удобства, од некаква перспектива. Верувам послушни на оние Исусови зборови кои што велат дека секој кој што ќе се откаже, дали е тоа од куќа или од не знам, од кој да е сегмент на нашето живење, заради Христос и љубовта кон Христос, дека ќе добие голема награда, дека уште во овој свет, значи во овој овоземен контекст, ќе добие голема награда и еден ден вечен живот. И ова се тие браќа кои што се откажаа од еден куп работи и не дочекаа да видат 3000 и не дочекаа да видат милиони, денешни милиони, ама успеа во нешто што е и текако значено. Да се вградат во животот да се вградат себе си во Царството Божие и во оно што беше Божји план, верувам, за една голема група на народи, на поширок географски простор, а тоа беа словените. И тоа беа клучни времења во кои што словените може да идат во една или во друга насока и еве ги овие 20 браќа. И оно што понекогаш мене ми е чудно е што читаме за некои вакви браќа и може би разговараме и еве денеска тие ни се фокусот заедно со овој стих од Евреите од 13 глава 7 стих кој што не тера да ги помниме ваквите луѓе. Да ги помниме ваквите луѓе. Луѓето, 20 браќа се откажаа од се и денес и оваа наша Библија, македонска Библија, е всушност плод на таа голема традиција на преведување на Библијата уште од тоа време до ден денес. И имајќи ги нив на ум, во најмала рака е чудно кога ние оваа Библија или не ја читаме, или ако треба да носиме у црква, треба да скриеме негде под голем джемпер или не знам, голема ташна, да не некој случајно види дека читаме Библија. И дека ни понекогаш тешко да ја срам, незгодно да дадеме на луѓе нешто што денеска речиси е еден обичен гест, би рекол, без некои големи реперкусии. Можеме да даеме во ваква хартиена форма и уште полесно, значи можеме да направиме денеска, да можеме само еден шер да направиме на Библијата на било која платформа и тоа нас да не земе можеби 60 секунди од нашето ценето време. И овие браќа сакам да ги запомниме секогаш кога ние сме повикани на мисија, секогаш кога сме повикани на вакви или слични подвизи, може би во нашиот контекст, локален контекст, значи секој човек има различен повик Божи, ама секогаш треба да се прашаме за кого чука нашето срце споредено со срцата на вакви луѓе. Колку сме ние реално влюбени во Бога и колку ние сакаме да продолжиме дело на луѓе кои што своите животи ги дале за ваквото дело, а нас понекогаш ни е незгодно или срам, или си викаме леле ако ме дознаат, дури за наши гестови или споделувања кои што, ќе кажам, зимаат само неколку минути од нашиот живот. Ваквите примери до некаде чувствувам дека се за нас неразбирливи и дека не ни се логични според логиката денешна наша на живење. Ама сакам да ги спомнеме, сакам да ги запомниме за токму таа логика на наше живење со Христа,
да ја преиспитаме во светлината на оние кои што ги дадат своите животи за него. Амин.